Почитувани гевгеличани, се наоѓаме пред општата болница во Гевгелија, каде завчера трагично почина родилка и нејзиното неродено дете во оделението за гинекологија. Невиден скандал е во 21. век здрава мајка и нејзиниот плод да го изгубат животот заради хаос во здравствениот систем. Според нашите информации, не еден, туку двајца анестезиолози биле под дејство на алкохол. Гевгелиската болница е слика на хаосот во здравството. Опремата е застарена и неисправна, а здравјето на граѓаните е изложено на несигурност. Детскиот диспансер веќе одамна нема специјалист педијатар, па услугите ги изведува доктор од приватна здравствена ординација. Старосната структура на сега вработените најавува скорошен дефицит на специјалистички кадар и во нервното и во кожното оделение, а екипата за брза помош веќе подолго време ја пополнуваат со дежурства доктори од приватните установи. Ова е последица на несоодветното и неквалитетно менаџирање со здравствените ресурси, немањето развоен план, немањето инвестициски обновување со наменски средства од буџетот на Република Македонија и Министерството за здравство. Додека владата води кампања за многодетни семејства, ние имаме несоодветно подготвени родилишта. Зошто одблизу 180 новородени деца во општината годишно 150 се изведуваат со царски рез? Зошто оперативниот запад на несрекната родилка бил закажан ноќе, кога таа уште утрината била примена на оделението со уредни здравствени наоди? Пак ли некој сметал дека ноќниот труд повеќе се исплаќа од дневниот, па имало доволно време да посегне и по некоја капка алкохол за стимулација? Тоа е недозволиво. Одговорност за изгубениот човечки живот мора да има. Колку животи треба да однесе лошиот здравствен систем за Тодоров конечно да се замени од позиција?